Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе се запознаеме со апликацијата Book Creator, но исто така ќе ги споменеме страниците Mixit, Songmaker на Google, Padlet, Wakelet, Arts and Culture на Google и една страница за виртуелно петување на Марс. Во ова видео ќе научиме како се креираат електронски книги. Кога зборуваме за електронски книги, мора веднаш да ја вклучиме фантазијата и да размислиме што би сакале да има една книга што не може да ја има една физичка книга која што ја држиме во рака. И што има физичката книга, а што би сакале ние да има нашата електронска книга. Една книга која што може да ја фатиме во раце, има текст и има фотографии. Меѓутоа електронските книги може да изгледаат баш како од филмовите на Хари Потер, да имаат подвижни слики, да имаат видео, да имаат аудио и да имаат магични пенкала со кои што кога ќе почнете да цртате, да ви се исцртува вашата идеја. Токму тоа е Book Creator. Book Creator е една алатка за креирање онлайн книги, која што ги има сите тие моќи, односно ги има моќите за да направиме една книга во која има аудио, во која има видео, во која има вметнато музика, во која што има вметнато простор каде што ќе допишете некоја реченица, она што ние сме го правеле на маргините на некоја книга и каде што ќе има магично пенкало со кое што нештата кои ги цртате сами ви се доцртуваат. Предвидени се 3 сценарија. Сценарио за најмладите ученици, а тоа е ова. Значи што се може да креираат најмладите ученици и тука ги имаме земено во предвид учениците од прво одделение кои што се уште ги учат буквите и се уште не пишуваат и за нив е замислено да креираат една аудио книга, односно книга во која што ќе вметнат визуелни елементи и во која што ќе вметнат аудио запис. Малку поголемите ученици ќе користат едно магично пенкало за да искреираат некоја позадина, ќе вметнат текст, но исто така и тие можат да вметнат аудио. Оние пак поголемите ученици ќе креираат книга со текст, меѓутоа на некои места од текстот ќе вметнат звуци, како на пример толку силно врнеше што и тука имаме звук од дожд. Или што се случи понатаму. И наеднаш. И во истата оваа книга учениците креираат своја музика. Значи ќе научиме како може да креирате своја музика која што ќе ја вметнете во електронската книга. Значи музика во позадина која што е во чувство во кое што е темата на книгата. Понатаму имаме простор, една табла, каде што учениците или оној кој што ја чита книгата би додал неколку реченици или би го променил крајот на книгата. И последното сценарио е за највозрасните ученици, кои што пишуваат електронски книги, меѓутоа тие истражуваат, па вметнуваат ресурси, од каде ги нашле тие податоци, вметнуваат видеа, кои се пуштаат веднаш во книгата, потоа вметнуваат виртуелни тури на Марс или виртуелна тура на некое друго место на планета Земја, виртуелни тури низ ликовни галерии, 3D модели и така натаму. Откако ќе искреирате сметка на Book Creator,
ќе може да пристапите кон својата библиотека, во која што може да креирате до 40 книги. Ја отворам библиотеката и веднаш креирам нова книга. Може да изберам од овие форми. Ја избирам оваа форма. И веднаш почнувам да работам на насловната страница. Во делот на плюс додавате елементи на страницата, како што се фотографии од вашата камера, цртежи, текст и аудио. Имате и форми кои што може да ги додадете. А во делот на или information или info имате позадини кои што може да ги користите за книгата. Какви позадини има? Book Creator нуди многу голем избор на позадини, кои што може да ги искористите. Ја избирам оваа позадина за насловната страница и за да ми биде насловната страница уште поинтересна, ќе направам некое си поглавје и ќе користам форми. Ја користам оваа форма. Како што гледате, формата може да ја правам поширока, подолга и со овој дел да биде позаоблена или да биде со пооштри краеви. Доколку ја изберам оваа форма и одам во делот на инфо, може во делот на боја да ја променам бојата, избирам бела боја, да речеме, може да ја додадам сенка и може да ја додадам друга боја која што е како оквир. И таа боја може да биде подебела, значи оквирот може да биде подебел или потанак. Она што следува е да вметнам текст, односно наслов на мојата книга. Во делот на плюс имате текст. Book Creator поддржува кирилица. Моја книга. И го вметнувам текстот. Кога ќе го изберам текстот, повторно одам на и таму може да изберам дали е со дебели букви или танки, може да изберам друга боја на текстот и може да изберам фонт, меѓутоа не сите фонтови одговараат на кирилица. И во овој дел може да го зголемам текстот. Со најмалите ученици кои што се уште не знаат да пишуваат, насловот може да биде аудио. Само избирам снимај, почни да снимаш, 3, 2, 1. Ова е мојата прва книга. Завршувам, преслушувам и едноставно го вметнувам звукот. И веќе креиравме наслов. Ја вртам страницата и одиме на првата страница. За првата страница избирам некоја друга позадина. Она што рековме дека ќе користиме за најмалите ученици е некои цртежи и некои стикери. Каде да ги најдеме цртежите? Доколку изберете пенкала, ќе ви се отворат најразлични пенкала. Она што е интересно за малите е што има многу интересни пенкала како виножито, како некои светкави пенкала, кои што, доколку нацртаме, ќе изберам нешто подебело, изгледаат многу добро. Но постојат и сите оние емоџи кои што ги користиме. Интересно е тоа што кога ќе вметнеме едно емоџи, да речеме еже, ако го зголемиме, тоа изгледа многу добро како една сликичка.
Ќе се обидам да вметнам уште неколку елементи. И на тој начин учениците може да искреираат една книга во која што има визуелни елементи и рековме најмалите ученици ќе користат аудио, ќе се снимаат и со аудио ќе раскажат за случувањата на ежето. На следната страница повторно додавам некоја си поинаква позадина и се враќаме во пенкалото бидејќи него истраживме до крај. Ќе изберам, да речеме, таа боја и во делот на пенкалата гледате дека има најразлични четки. Да се обидеме со сите. Па има нешто како креон. Па има маркер. Но ова сепак е најдобрата опција. И ова пенкало е всушност виножито и гледате дека се менува бојата. Она што е најинтересно на Book Creator е дека имаат едно магично пенкало, а тоа е ова. И сега ќе се обидам да нацртам, да речеме, облак. Не е совршено, нели, не знам да цртам. И кога ќе завршам со цртежот, во горниот дел ми дава предлози на кои што мисли дека јас цртам. Мојот цртеж е толку добар што мислат дека цртам мозока, јас цртам облак. Кога ќе изберам облак, добивам автоматски еден облак. Понатаму ќе се обидам да нацртам, да речеме, куќичка. Па ќе ставам неколку прозорчиња и гледате како во горниот дел ми се појавуваат предлози. Избирам ова и веднаш ми се нацрта една куќичка. Ќе додадам и пат. И еве, гледате некоја патека. Само да ја свртам, да излегува од кај куќичката. И со тоа завршив со мојот цртеж. Сега ќе користам текст и ќе напишам еден убав ден. Тоа е мојот расказ. Исто како во насловот, текстот може да го променам. Може да му ја променам бојата на текстот. Може да му ја променам големината на текстот. И да го променам фонтот кој што ќе го користам. Следното сценарио е за малку поголеми ученици. Отвораме нова страна и со тие ученици, бидејќи подобро се снаоѓаат на компјутер, ќе може да работиме со делот на вметнување, односно да вметнуваат фајлови, слики, мапи и да го користат ембед кодот, односно кодот за вметнување. Ќе почнем од мапи и доколку избереме да вметнеме некоја си мапа во Book Creator, на овој начин, значи едноставно избрав мапа, избрав некоја мапа, ја избирам и ја вметнувам. Мапата ви се вметнува како фотографија. Доколку сакам да ја прегледам сликата, во Play ќе видам дека тоа е само една фотографија. Но постои еден начин како да се вметне мапа во книгата и таа мапа да биде интерактивна. Значи ја бришам оваа фотографија и отворам на Google Maps. На Google Maps избирам некој си простор, да речеме Национален парк Маврово. Во овој дел, кај трите цртички, имате нешто што се вика сподели
или ембедирај, односно вметни мапа. Го избирам тоа и потребен ми е овој embed код за вметнување, кој што го копирам, се враќам во мојата книга и во делот на елементи кои што може да се вметнат, го имаше тој embed код, го вметнувам тука, потврдувам, потребен ми е наслов и го вметнувам. Вака не изгледа нешто посебно, меѓутоа, доколку ја отворам книгата и кликнам на овој линк, ќе видите дека тој ми се отвора автоматски во книгата и не само тоа, туку оваа мапа е интерактивна. Значи може да ја зумирам, да ја одзумирам и да ја придвижувам. И сега, бидејќи се работи за книга за малку поголемите ученици, да речеме од 5 до 9 одделение, она што замислив како сценарио е ученикот да биде сам лик во својата книга, но доколку вметнам една фотографија, да речеме, ќе најдам некоја моја фотографија и ја вметнам, гледате дека фотографијата има позадина и не изгледа многу добро како лик во некоја си книга, затоа ќе ја избришам и ќе употребам една страна што се вика remove background, односно избриши ја позадината. И може многу едноставно да избришам позадина на било која фотографија. Ја земам мојата фотографија, тоа е ова, ја вметнувам и веднаш ми се избриша позадината. Ја симнувам и сега веќе може така да ја вметнам во книгата, значи да имам лик, меѓутоа да ја нема таа позадина. Во Downloads ја наоѓам и сега веќе изгледа далеку подобро од она што беше. Бидејќи ова е електронска книга и тука може да се направат многу работи, замислата е низ делови од текстот, доколку се зборува, да речеме, за пеење на птиците, за тропање на врата, за дожд, за ветер или било каков звук, да се вметне таков звук во книгата. Затоа, ќе пребараме на една страница која што се вика Mixit, ќе пребараме звучни ефекти. Ако се обидам да ја преведам со Google Translate страницата, може би полесно ќе може да се снајдеме. Ете така, имаме звучни ефекти. Избирам звучни ефекти и сега повторно ќе ја преведам страницата за да може да видите какви се ефекти има. Не е совршено, меѓутоа гледате имате од ефекти од човек, значи има кивање, некој како плаче и така натаму, има неразлични животни, од технологија, од природа, избираме на почеток природа и сега повторно ќе преведам за да може полесно да видите. Имате дожд и грмотевици, невреме, грмотевици, дожд од џунгла и птици. И гледате дека има премногу звуци кои што може да ги симнете. Например, штурци што пеат по џунгла. И како го симнувам звукот? Значи само на стрелката едноставно ми се симнува и сега се враќам во мојата книга, во делот на вметни и файл, го вметнувам звукот и веднаш тој ми се вметнува во книгата. И на тој начин може да додадам звуци на одредени места каде што може да се збогатам книгата. Уште една идеја е да се додаде музика која што ќе ја креираат учениците. И за тоа Chrome, Google, значи има една Chrome Music Lab, една страница што се вика Chrome Music Lab,
која што е фантастична страница и овозможува на учениците да креираат своја музика и постојат неколку видови на креирање на музика. Она што јас ќе го изберам сега е song maker, односно креатор на песна. Како ќе ја искреираме таа песна? Едноставно избирам полиња кои што ги обележувам во долниот дел се бас тапани и веќе имам искреирана музика. Може да променам пијано или жичана. И едноставно со избирање на save или зачувај веќе искреирав звук. Она што ми треба за да го вметнам овој звук, оваа песна да ја вметнам во мојата книга, потребен ми е овој embed код. Значи, само го собирам и копирам тој код, се враќам во книгата, во делот на елементи кои што се додаваат, потребен ми е делот каде што се вметнува тој embed код, односно код за вметнување. Го вметнувам кодот, мора да му дадам некое име и веќе е вметнат. Доколку ја прелистам книгата и отворам, ќе може веднаш во книгата да си ја преслушам мелодијата која што ја создадов. И пред да продолжам со најголемите ученици, уште да ја вметнеме Padlet, односно таблата која што ја искреиравме за да може учениците да вметнуваат дополнителни коментари, да си ја довршат книгата и така натаму. Едноставно во делот на споделување го избирам тој embed код, се враќам во мојата книга и како претходно го вметнувам и сега веќе им дадов простор на учениците да соработуваат и да коментираат и да даваат дополнителни реченици на книгата на својот соученик. Додавам нова страница и тука ќе почнам да вметнувам некои работи кои што би им биле интересни и кои што најголемите ученици би ги вметнувале. Прво нешто кое што им треба на повозрасните ученици, тоа се ресурси кои што ги употребиле при истражувањето или пишување на есеи или пишување на некое истражување. И во овој дел имам еден Wakelet, каде што се поставени неколку страници од некое истражување. На ист начин, со споделување може да изберам embed код, односно код за вметнување, го копирам и го вметнувам во мојата книга. И само да прегледаме, ќе видите дека тој дел се отвора и може да се прегледува внатре во книгата. Се враќаме кон едитирање и сега земаме едно видео на исти начин, повторно со embed код и го вметнуваме во нашата електронска книга. Видеото се пушта внатре во книгата и може да го изгледаме внатре во книгата. Уште неколку интересни страници, а тоа е некој виртуелен музеј, каде што може да се видат некои ликовни дела. Страницата е Google Arts and Culture, каде што може дури да се зумираат и добивате дополнителни информации во вид на текст. Овие страници не може да се ембедираат, но затоа, она што може да направите е да го копирате линкот, се враќаме во книгата и тука ќе вметнам еден скриншот од таа страница. Одам во делот каде што ги чувам тие скриншотови. И
Откако ќе ја вметнам фотографијата, ќе ја смалам и во делот на „и“ ќе ја вметнам линк за да имаат пристап до страницата. Уште неколку такви интересни страници. Ова е некоја видео виртуелна тура, која што може да ја изгледате, значи таква некоја виртуелна тура, повторно од Google Arts and Culture. Интересни работи за учениците се и овие 3D модели, кои што може да се најдат на Sketchweb. Дури има една тура која што те носи низ деловите, ти ги зумира и ти ги покажува. Sketchweb нуди код за вметнување, меѓутоа тој код за вметнување не функционира со Book Creator и повторно едноставно го копирате овој код, се враќам кон книгата, вметнувам еден скриншот кој што сум го направила од таа книга. Да видам во делот каде што сум ги зачувала. И повторно само го линкувам со моделот. На исти начин како што ја линкував на претходната страница. Последната замислена тура е виртуелно патување на Марс, каде што имате и некои информации за кои што може да прочитате и на исти начин и таа се вметнува во електронската книга. На тој начин јас искреирав една електронска книга со многу елементи и она што треба да направам откако ќе кликнам play, ќе треба да ја споделам што можам да направам. Можам да ја сипнам како и книга, можам да ја испринтам, меѓутоа сите овие интерактивни елементи нема да бидат интерактивни, може да ја публикувам, ќе ја дадам некој си наслов, веќе книгата ми е публикувана и еве како ќе изгледа прегледот на таа книга онлайн. Значи ги има сите елементи кои што ги вметнав. Гледате дека некои од елементите се интерактивни, значи музиката, како мапата, како збирката со линкови која што ја вметнав. И на тој начин искреирав една онлайн книга.